Почитувани гледачи, добро вечер. Подкаст Радар, петок сме, 21 часот, а јас сум Сотир Костов. И вечерва ќе се дружиме, припремаме едно специјално изненадување. Вчерашниот ден се навршија 22 години од авионската несреќа, од погибието на нашиот председател Борис Трајковски и меѓународната делегација која патуваа во Мостар. Одлучив оваа емисија да ја посветам на таа тема. Мој гостин ќе ми биде еден човек од Делчево. Името му е Славчо Десподов. Господин Славчо, добро вечер. Добро вечер. Добро ни дојдовте. Благодарам за поканата. Како се осеќате? Добри, живи, здрави? Супер е. Така. Така да видите. Поводот зашто Славчо Десподов го каниме, инаку, тој е долгогодишен културен работник, директор на Дом на култура во Делчево, тој е писател, тој е есеист, издавач на книги, пишувач на сценарија, комплетен човек од културата, човек македонист кој си ја сака Македонија. За мене е интересен од причина што пред некои си 2 месеца дојде во Скопје, ме побара, се запознавме и ми кажа дека тој е авторот на написот во весникот Бизнис, чинам Славчо беше, Да, така? Бизнис вестник, да. Тоа е весникот на Панде Колемишевски, го поздравувам во априлика Панде, каде што тој се обиде во 5 продолженија да даде свое видување на несреќата и ја постави со право дилемата дали е тоа трагична авионска несреќа или перфиден атентат, убиство како што вели тој. До тогаш мене никој не ми побара материјал, сите бараа сензационалистички изјави, бидејќи јас ја водев комисијата која собираше докази за повторно отварање на истрагата, бидејќи првата од 2004 година рекордно време, месеци половина, неполни 2 месеца, извештајот никаков, наместо да открие вистината, ја покри вистината за несреќата, имаше други 4 неуспешни обиди да се отвори истрагата. Мене ми падна паричката да се оставам екипа стручна и да се обидиме да ја отвориме истрагата. А проучив материјата, поборав временски да не се ограничуваме и составот на екипата јас да го направам. Вклучив 10 на 13 експерти од неколку области во воздухопловството. 3,5-4 години собиравме докази. Отидовме во Босна, ги ставивме на вас пред министерот за транспорт и врски на Босна. Резултатот беше се отвори истрагата после 4 неуспешни. Дојде на сцена Омер Кулич, беше назначен за председател на комисијата за повторната истрага. Тој состави меѓународна комисија од експерти од Србија, Хрватска, Словенија и Македонија и повторно водеше истрага од прилика 2 години, заврши во декември 2014. Јануари 2015 почнавме со објавување на вистината за истрагата и извештајот. Претходно доставивме до кабинет на председател извештај, до влада на Република Македонија, до министер за транспорт и врски и така натаму. Почнаа тие проклети фамозни бомби, целиот фокус отиде натаму. Ние, експертскиот тим, одлучивме да прекинеме. Се јавува после толку години, значи тоа е 15-та, сега сме 2016, ама ланската година стапиме во конок. После 10 години Славчо доаѓа и бара материјали, ке пишува книга. Ја го погледнав така, не го познавам човекот. Еден обстежен разговор од 3-4 сата имавме во Киселава, кај што живеам јас. Ме убеди дека има честни намери. Сакаше заедно да пишуваме книгата, ја морав да го одбијам, бидејќи зафатен на друг проект бев, а ја споро пишувам, не може за толку брзо да стигнам за годишнинава, и ја одлучив да рескирам на човек што прв пат го гледам, да му дадам оригинални материјали и нека си ја напише книгата што ја ставил во својот ум, во својот мајндсет. Пред 10 дена ми доаѓа и ми вика ја напишав книгата. И, драги гледачи, еве ја книгата. Пред 3 дена
Господин Славчо гостуваше на Алфа телевизија во За или Против. За мене една прекрасна емисија, граѓанин, кој си го сака председателот, си ја сака државата, ја почитува институцијата председател на Република Македонија, навлегол во сите пори на воздухопловството, да ви кажам, а нема такви квалификации, и даде едно образложение, негово видување на несреќата. Со една или две непрецизности, и јас тој негов настап го оценувам со највисока оценка, како експерт во воздухопловството и менаџер на некои процеси. Сега сум пензионеран, зборам за минатото, и одлучив ова емисија да му ја посветам на него, да ми е мој гостин. Инаку јас за оваа книга можам најпофално да се изразам, од причина што ваква книга е прва, инаку за несреќата има Доревски, експертот за безбедност, објавена книга, ама таа е друг тип на книга, а ова е документирана истражувачка монографија. И пазите сега, факти, документи, сведоштва. Господин Славчо, со остар ум, со уште поостро перо, ама јасно и концизно, користејќи повеќе методи на пишување, како фелтонистички, како есеистички, дава свое видување, користи компарација, користи аналогија, користи синтеза и завидно видување дава на ова несреќа или перфиден атентат. Моите комплименти за книгата, во текот на емисијата може уште некој збор ќе кажа, особено за компарацијата што ги прави со другите погибија на светските лидери, многу успешно тоа го прави. Ево, ќе оставам тој да каже Улав Палме, Џон Кенеди, овој министер за трговија на САД во Дубровник и така натаму и така натаму. Јас тука ќе прекинам со мојот увод, малку подолг, ама мора вака да дадам увод. Господине Славчо, микрофонот е ваш. Ве молам, кажете, како дојдовте на идеја да го напишете тој надпис во Бизнис? И како дојдовте на идеја да направите книгата? Ја направивте книгата, ова е луксузно издание, нема до сега спонзор, од свој джеб финансирате, јас сум изненаден, во боја направено, корици тврди, повес и така натаму. И молам за нашите гледачи, најкратко што можеш, концизно, да ни го кажеш твојот приод кон овој настан, твојот став и поглед за тоа од кога си проучил се, што се случило. Најпрво да се заблагодарам за твоето разбирање и поддршка и за дадените материјали, бидејќи без овие оригинални извештаи, оваа книга немаше да биде во таков формат и дадени сите параметри, фактички сите документи кои се врзани со овој трагичен настан. Голема благодарност неизмерна до тебе за сите што направи. Добро дојден и за некој друг потфат. Да, благодарам. Сега, што се однесува за поривот, на кој начин настана оваа книга, прво фелтонот, после книгата, оваа година се неколку јубилеи, тоа е 70 години од раѓањето на председателот Трајковски, 15 години од издавањето на мојот фелтон во весникот Бизнис на Панде Колемишевски. Му се заблагодарив пред некој ден, сега и пак јавно му се заблагодарувам за објавувањето на фелтонот, бидејќи ако не беше објавен фелтонот, немаше да биде ни книгата сега. Тоа беше поривот, а повод за да го напишам тој фелтон фамозен во 2011 година, беше мојот, како да го наречам, случајот да се сретнам со книгата на Милан Видоевич, писател од Белград, кој што во 2001 година ја издаде книгата Омега досие. Досие Омега. Да, досие Омега на српски. И ја во библиотеката, пошто има слободно време, читав константно што се вика книги од различен жанр. Ми дојде таа книга во раце, читав целата и негде на 368, мислам така дека е страна. 3 страни од книгата посветен на загинувањето на америчкиот министер за трговија Роналд или Рон Браун. Човек кој што во книгата тамо пишан дека
малце послободен, со љубовници, со пари троши и така натаму. Меѓутоа, има и еден навод там дека наводно сакал да биде против кандидат на Бил Клинтон за наредните председателски амбиции. избори. Да биде против кандидат за изборите. И во книгата, јасно, ја чисто само ја преведав во оригинал од српски на македонски, е пласирана во фелтонот, во кој што кажува дека вториот авион воен на америчкото воздухопловство тргнува од Тузла према Дубровник, тоа е негде 1996 година, и екипажот 24, негде ги пише 34, негде 24 патници во авионот, директно удара во бродото позади аеродромот на Дубровник и го пишува начинот на кој е тоа направено. Едноставно, во филмско сценарио, што се вика перфидно сценарио за загинувањето на Браун и на сите овие патници што биле во авионот. И дури таму кај има наведено дека наводно станала една стюардеса кај крилото, односно била во времето на ударот на авионот и дека останала жива, дошле специјалци, кренале со хеликоптерот до болница искраварила. После тврдиле дека е пресечена хеморагичната артерија на ногата, искраварила и фактички нема сведоци од ниеден патник во авионот. И ово ме поттикне, едноставно ми даде некој шлагворд. Ја не сум пријател со Трајковски, нити родбински, нити пријателски. Доаѓаше председателот кај мене куртуазно, односно протоколарно во посета беше на Делчево, дојде неговиот пиер таму, сакаше да го посети музеот, а како директор на Домот на култура тогаш морав протоколарно да одговорам на барањето, го пречекав, пиевме кафе, му ги дадов сите параметри историски и други култури на општина Делчево, негде пола саат време се задржа и толку беше средбата со господинот председател тогаш Трајковски. И сега, и тој момент, и моментот од книгата ми даде некој порив да седнам, да се вратам 7 години уназад во библиотеката, да идам овие вестници, печатени дневни и неделни, ги собираат во библиотеката во Делчево и архивата таму листав негде скоро месец дена и прелистав сите вестници, печатени медиуми од настанот кога се случило од 26 февруари па се додека бил актуелен, така да собрав прилично голем материјал, многу текстови, многу наводи, многу шпекулации, многу спинове во овие надписи таму што постоje во печатот. И седнав скоро месец, може би и повеќе, додека ги средив, додека ги анализирав и испадна супер фелтон, кој што и денеска да се објави актуелен. И го понудив на неколку дневни вестници и неделни, никој немаше храброст да го објави. И сега синот работеше во тоа време, работеше во вестникот Бизниска и Панде Колемишевски, му се јави на синот, се јавил на Панде, му го испратив оригинал текстот и го објавија во 5 продолженија. Да, во 5 продолженија. Веднаш после уводот во книгата ви стане. Да. Кој е вашиот главен став и вашиот привод во тој фелтон за несреќите? Да, на повеќе места во фелтонот моје мислење од наводите што ги најдов во овие печатените медиуми, имав сомнение дека се работи за атентат, дека не се работи за никаков трагичен настан, односно сообраќајна авионска несреќа. Али не бев сигурен во тоа, се додека не ме ги испратите вие овие извештаите од двете меѓународни комисии што го истражуваат трагичниот настан. Се тука ќе застанеме, да. И ја на гледачите ќе им ги покажам, извештаите се во посебен сев, само насловните страни, да. А од денеска почнуваме по твоја заслуга да објавуваме на Радар, на мојот Facebook, на специјален канал, ако треба ќе направиме досие Кингер, несреќа Трајковски. Еве го првиот нацрт извештај од 2004 година на насловната страна од првата истрага. Еве го за насловната страна на завршниот извештај и замислете, ова е направено само за месец и пол, неполни 2 месеца. Брзање, покривање на трагови, покривање на истрага и
се знае. Тие што се починати, тие се криви, на еден начин фокусирано за вина на несреќата е кон пилотите. Еве ја насловната страна на извештајот, веднаш пишува завршен, ќе ви кажам зошто, од 2012-14 година, ама овој извештај е направен малку поинаку. Во овој извештај се корпорирање мислењата на експертите од странство, од Македонија, има повеќе експертски мислења и извештаи направена, и господин Кулич покаже една величина, кој рече: добро, господин Костов, вие и Сашо Мојсовски сте представници на земјата, оператор и регистратор, тие мислења јас ќе ги прифатам, ќе ги ставам, нека биде, вика, тоа завршен извештај, публиката, органите на прогон нека ценат. Продолжете понатаму. Сега, со уводот, односно со мојот увид во овие извештаи, како и во вашиот прирачник што ми беше доставен, и мислењето, стекнав, односно бе веќе сигурен, сомнежот го помина, дилема да ја помина, дали се работи за трагична несреќа или за атентат. Сите не индици, него факти, докази, сведоштва и така натаму, се толку јасни дека се работи за перфиден атентат, направен по сценарио холивудско, исто како што е случајот со Рон Браун и загинувањето на оваа американска делегација во Дубровник. Скоро како копи-пейст во извештајот со сите тие факти што се дадени, иако првиот извештај на Салко Бегиш, на генералниот, односно на воздухопловниот генерал, е малку по суптилен, малку по, како да кажем, поедноставен, не се зафаќаат многу од сите За тие. суптилен не е, морам да ви исправам. Не, па добро. А едноставен да. Да, и малку по-завиена форма, за разлика од извештајот на доктор Омер Кулич, каде што е малку по обрнено внимание на сите тие факти што ги има и овие едноставно докази што се појавуваат во врска со истрагите што се правени 2014 година. Меѓутоа, и двата извештаја, кажав пред 2-3 дена на емисијата на Алфа, дека и двата извештаи има заклучок дека грешката е кај пилотите и кај македонските власти. Тука не сте во право за вториот извештај, ама јас ќе додадам кога ќе завршите вие. Да, добро. За вториот извештај има 5 причини индиректни за вина на несреќа. Добро, ќе го објасните вие повеќе, за тоа што ви сигурно познат повеќе материјата. Ја не сум стручен за воздухопловни кратенки, сите тие нема да навлегувам во овие стручни расправи, за тоа што не сум компетентен. Меѓутоа, фелтонот што беше објавен тогаш, мисли дека е една иницијална каписла и дека можеби тој фелтон објавен во 2011 година беше една од иницијалните каписли да се преобјави, односно да се отвори повторно случајот за трагичната несреќа. Беше сменет Александар Прчевски како јавен обвинител на Македонија, или оставка не поднесе, не се сеќавам, давно времето беше назначен господин Шврговски за јавен обвинител, го отвори случајот. Не е отворен случајот и тука ви е грешка. Да? Се бавеше, не го отвори. Не го отвори, Ја мислам дека поради мојот фелтон разбрале, па преку ова може се беше, не тврдам ништо, не ми е познато на кој начин тоа направим, јас така барем моето мислење беше до сега, вие посте верзирани таа работа и овие познати овие случаи. Така да овој Омер Кулич 14 година заедно со представници од Македонија во комисијата меѓународна даде некој извештај таму кој втор малку побогат и посодржаен од првиот и се извинувам. Така да тоа би беше кога ги видов извештаите веќе бев најасно да што се работи, дали за трагична несреќа или за перфиден атентат. Кога ќе направи компарација со Рон Браун и така натаму се гледа дека копи-пейст фактички по истиот трк, на истиот начин падот на Кингерот и авионот на американската воздухопловна агенција, односно америчкото воздухопловство. Така да тоа беше поводот и овие поводите годишнините од 70 години од господинот Трајковски раѓањето, 15 години
од мојот фелтон и 22 години од трагичната несреќа. Фактички тоа ме поттикна во врска со оваа книга, меѓутоа без ваша помош, ваше разбирање, немаше да биде и во таков формат и на таков начин издадена, бидејќи планирав да го објавам само фејтонот со некои прилози од печатените медиуми, може некој прилог од интернет портали и ТВ канали. Ќе беше многу поскромен, многу поедноставен книгата и така натаму, меѓутоа со овие извештаи кои се и двата по 70-80 страни, вашиот приручник таму некоде 50 страни, мислењето од 230 испадна супер книга, супер монографија што и јас се согласувам со тоа. Да, и го фактички заокружува целиот опус на оваа трагедија да се и од порталите и од печатените медиуми кои што имаат своји мислења, своји наводи, шпекулации и така натаму, индиции дека се работи за овај атентат и стручната јавност, односно меѓународните комисии и двата извештаи, вашиот приручник, вашето мислење дека се подудара, односно не се подударат, него се спротивни еден на друг. Овие тврдат има меѓународни овие дадени од порталите од BBC и некои други ТВ канали, каде што исто се најавува дека се работи за атентати, дека фактички не се работи за трагична несреќа, односно сплетна околности кои што довеле до падот на Кингерот. Меѓутоа, официјалните извештаи на Кулич и на Бегич кажуваат дека криви пилотите и дека овие пилотите не обрнале многу внимание на подготовката на летот за Мостар. Овој авионот не бил за летање, имал дозвола од македонските власти, меѓутоа не бил за летање. Има една реченица таму, мислам дека е во вториот извештај на Кулич и дека едноставно не е обрано внимание на подготовка на пилотите и дека Кингерот е земен како половен купен и дека е апсолутно не бил безбеден за летање. Има еден тамо прилог дека за време на летањето на Бучковски со тој авион му пукнало стаклото на авионот и дека декомпресија добил, меѓутоа испокрај сите тие незгоди што го спратели и така натаму имал дозвол од македонското воздухопловство да може да лета и трагично загина. Сега актуелно е набавката на новиот авион, проблеми со опозиција и така натаму, фактички се поклопија и фелтоните, и книгата, и сите тие наводи за дали да се набави нов авион или да се лета со стариот, сад до кога ќе биде, како ќе биде, иако се скапи авионите, меѓутоа човечките животи се уште поскапи човечките животи и немерливи. Да, многу се поскапи човечките животи така натаму и треба да се превенира, а не да се води политика и бош муабети за дали треба да се набави или не треба да се набави нов авион. Добро, ај вака. Повеќе ако имаш. Да, тоа ми беше ова што сакав да кажам, дека секоја трагедија не е само лична и семена, него се работи за државник, односно смртта на државна делегација на председател на држава. Председател на Република Македонија. Да, фактички е тоа прв човек на државата и треба да се обрне внимание и не треба да се забушоти. И покрај двата извештаи дека треба тоа е вистинскиот збор од 2004 година. Да. Истрага за погибие на председател на држава не се спроведува за месец и пол, а за да не бидеме неправедни, јас само едно нешто тука ќе покажам, како ти добро документаристички си ги објавил. Ќе ги спомнам и другите загинати. Во твојата книга на Стана 32, тоа е Димка Илкова Бошковиќ, Ристо Блажевски, Анита Кришан Лозановска, Миле Крстевски, Марко Марковски, пилотот, Бранко Ивановски, пилотот, Борис Велинов и Јаце Божиновски. Овие луѓе и председателот Борис Трајковски заслужуваат потемелна истрага и морам да кажам таа се случи од кога во 2008 година, октомври месец, владата донесе одлука да формира специјална комисија за собирање на докази. Имав таа среќа или несреќа, јас да водам таа комисија и еве ќе ви кажам од 2008
до 2012 за 3,5-4 години таа комисија собираше докази, тие се сместени во 6 диска, нив ги извади специјално за оваа емисија, молам нека се зумира, материјали, аудио, видео, снимки, Босна, Србија, Македонија, Хрватска и така натаму. Значи, е сместено. Вие од ова имате добиено само извештај, 3, нацрт и завршен 2004, завршен 2014 и прирачник. Еве го главниот тефтер на несреќата, го велиме црвениот тефтер, во кој има интервјуа, контакти со над 500 луѓе инволвирани како експерти, како сведоци, по најразлични основи се сослушани, интервјуи им се направени и врз база на нивните искажувања се собрани и квалификувани доказите, со чија помош е отворена истрагата. А ова е плавиот тефтер, во кој е ставено што све е спроведено од наша страна во Босна, каде што и ни се закануваа на почетокот, ке не експортирале, мора ке не затварале, бидејќи немаше интерес во Босна да се отвори повторно истрагата. Морам една работа да прецизирам и можеби само тука се разликуваме во нашите ставови, вие како граѓани и јас како Добро, тој е мој мислење, не тврдам ништо, ја вака се ќе кажам. Значи, извештаите, овој вториот извештај е направен од комисија водена од Омер Кулич, Мухарем Шабич, Марио Гојмерц, Даниел Шейн, Братислав Симович, од Босна, Хрватска, Србија се тоа луѓе, а Владко Крстевски, Воислав Данговиќ, Сашо Бојчин, Гоше Стевановски и Кирил Бошковски се луѓе од Македонија и Едис Муратовиќ од Босна. Ова се дипломирани инженери по електро, по машинство, контролори, за процедури на летање и така натаму. За мене овие се хероите кои открија дека вистината 2004 е сокриена и кажаа дека, тоа го немате вие приметено во вториот извештај, по сите стандарди на ИКАО дадоа директна причина за несреќата и индиректни причини. Долго размислував дали јас да зборувам сега од стручен аспект, одлучив не. Бидејќи тоа ќе го зборуваат експертите кои го направија овој извештај, експертите кои ги направија сите вештачења, ги дадоа стручни анализи, а ги има десетици, тогаш ќе ги објавиме кои се тие, ќе ги викнеме тие, ќе кажуваат да не испадне Сотир Костов како главен истражител, си ја врти работата како што сака, ама Сотир Костов сега само на брзина ќе ги покаже документите кои потврдуваат дека не се само пилотите, не допринеле само пилотите за несреќата, туку. Еве го главниот документ сокриен во 2004 година, а тоа е дека во ДМИ средството поставено на Мостарски аеродром е неисправно, ова за црвените линии што е заокружено, дека е неисправно и не ја покрива целата материја поради теренот. Што ќе рече народски кажано? Денеска ќе зборам народски, има дупки во покривањето за процедуралното слетување. Еве втората причина, не, ова е исто втор документ од таа калибража и од проверка на тој средство дека е неисправно. Во првата истрага тоа е сокриено, во втората е откриено. Еве калибражата на процедурата. Официјален документ. Да, официјален документ, тоа е на српската СМАЦа, која исто така го потврдила ова, ама квалитетот на ова е што ова процедура е процедура за воени летала, процедура на НАТО возила, бидејќи Мостар никој не кажуваше до 2014 е воен аеродром тогаш, не е за цивилни летила, само нашиот авион слетал тамо, сите останати авиони од таа меѓународна конференција отишле на Дубровник, Бања Лука, Сараево. Овој документ
го потврдува дека процедурата не е во ред. Кажавме, во ДМ системот за процедурално спуштање не е во ред. И еве го мислењето експертско од Марко Биочанин, кој 2004 и 2014 потврдува ова што јас ви го велам. А што стручњаците го кажаа, дека имаме неисправен ВОР ДМИ систем на аеродром Мостар, дека аеродром Мостар тогаш е воен аеродром, не е цивилен аеродром, и дека имаме процедура објавена спротивно на одредбите на ИКАО. Тоа е процедура за војни летала со пониски стандарди и минимуми на летање, а не за цивилни воа. И наоако ќе се додаде сложените услови метео за летање, кругот се затвора. Тоа се 5 индиректни причини кои се без малку еднакви на директната причина. Пилотите биле ставени во една ситуација каде имаме неодговорно однесување во СОЗР, каде што немало вработени, се со договор на дело, значи несредена работа, немало доволна контрола од тогашната управа на цивилна воздушна пловидба, одржувањето на Кингерот не било според стандардите на ИКАО, а вамупа имаме војни контролори кои наместо да кажат дека ова процедура е војна и дали ќе прифаќат или не, тие прифатиле авионот да го процедурално спуштат по процедура која е за војни летала, а ваму имаме цивилно летало. Како што реков, нема да навлегувам во причините, тоа ќе го прават моите колеги, ама многу е битно да знаете дека има приречник за кој оценивме кој сака да разбере истрагата и причините за истрагата, како и што се случило. Овој приречник треба да го совлада од причина што многу стручни изрази има, тие не се објаснуваат во една емисија и затоа серија емисија од сега натаму ќе дадиме, ќе издадиме книги и ќе ви кажам нешто за прв пат. Беше направено сценарио за снимање на филм и беше поднесено до агенцијата македонска за одобрување средства за филмови. Сценариото беше одобрено од управен одбор со кој председаваше починатиот сега Љубиша Георгиевски, беше одобрено од директорката Мими и доаѓа до смена на власта. Новата власт доаѓа и не ги одобрува средствата, филмот никој пат не се сними. Само чујте го името кој требаше да биде режисер. Дејан Пројковски. И тогаш и сега најголем режисер, драмски, па ако сакате и филмски и така натаму, а сценариото го правевме заедно јас и тој. Ако не послужи здравје, кога тогаш тој филм ќе го снимаме, но направивме во меѓувреме 2 документарци. Едниот е на Ал Джезира, веќе на постоечката телевизија, тој е во Оптек, а другиот е на ТВ 24 Вести, автор е Сеат Ризвановиќ, новинарот, и тогаш се коцкав, како и сега со ТВ Славчо што се коцкав, само му дадов материјали на новинарот, не му помогнав ништо, му реков, ти требате уште материјали, не, ме изненади како филм документарец направи. Истото после X години го направи со тебе, од причина да не се мешам јас и моите експерти, да видиме тоа беше еден мал експеримент успешен. Каква е перцепцијата на обичен граѓанин, а не си баш обичен, интелигенцијата ти е на доста високо ниво, ги восприемаш работите, гледаш дека има нешто позади завесите и така натаму. Во овој дел вака ќе завршиме. Обвинителството не си ја заврши работата, сите докази им беа дадени, не поведува постапка, тука се разликуваме, бидејќи поднесовме во времето на Зврлевски, а најмногу помогна обвинителот Зврлевски, кој беше обвинител на градското јавно обвинителство на Скопје. Претходните двујца обвинители се ќе објавиме, не ги дава материјалите. Кога тој дојде, ги даде сите кутии на комисијата и рече, работите. Во меѓувреме тој замине за републички јавен обвинител и
задолжи една екипа обвинители, кога ќе се оди во Босна, воздухопловните експерти и тие да доаѓат, ако отвори Босна истрага и тие да отворат. Босна отвори истрага во 12-та година, обвинителството не отвори. Зошто не отвори? Треба некој друг да провери таа работа. И лично мислам дека тоа е една голема неправда, што, бидејќи воздухопловниот извештај не е извештај за вина. Не е извештај за вина. Воздухопловниот извештај е извештај да се видат причините директни и индиректни, како дошло до несреќата, да се дадат безбедносни препораки и работата да се исправи. Ама, овој повторниот извештај има толку материјали, аудио, видео, вештачења, има толку основани сомневања дека требаше да биде поведена постапка да се испита кој не си ја извршил работата, не презел работи според закон, кој презел погрешни работи, кој ги сокрил и така натаму, и така натаму. Тука некаде денеска ќе завршиме оваа емисија. Јас лично мислам дека јас и господин Славчо ќе соработуваме и понатаму. Како тој покажа интерес да напише една монографија, најверојатно ќе би, бидејќи тој има, знам за една друга работа, сценарија има напишано за Разловечко стание беше, пишуваше на сценарија, па можеби ќе го вклопиме во пишувањето на сценаријето на филмот, што мислиме да го снимиме, доколку го снимиме, ама тврдам, ако тоа не успееме, книги ќе издадеме, само здравје да не послужи. Господин Славчо, дали сакаш нешто завршно да кажеш за ова што јас и мојот тим сме ти многу благодарни, што ти ја актуализираш оваа тема и само со исклучок тоа е некој си 2-3% на некои непрецизности, ти си направиот пат да укажеш дека овде има уште место за истражување и работа, ама органите за прогон. Повели, за крај. Ја мислам дека ова... Кратко те молам. Да, ова монографија ќе биде иницијална каписла за овие органите на прогони, обвинителство и МВР и владата да си преземат уште трета, што се вика трета иницијатива за до откривање на сите непознати овие инсинуации, факти, сведоштва, документи и така натаму што не е дооткриено. Да. Ако има доблест секоја држава, односно према своите граѓани, мора да се расветли до крај, конечно да има епилог, еден таков трагичен настан, кој што е национална трагедија, не е ни личен, не е ни семеен, а има и личен, има и семеен, меѓутоа трагедијата, погинувањето или атентатот на еден председател на држава, има обврска владите или владите што после несреќите се случуваат, да обрнат внимание и да се доразсветли случајот, да не остане мистерија и да се остави граѓанството да шпекулира, да спинува и така натаму што се случило и зошто се случило и како се случило. Добро. Тоа се надлежни институциите, владата и мислам дека ова ќе биде една иницијална каписта да се преземат нови мерки, ново истражување за да се конечно реши и да се дознае вистината. Јас се согласувам. Значи ова беше вовет, ја мојот став не го кажав, а мојот став е во еден материјал напишан од мене со помош на сите мои експерти, вклучени во истрагата на 44 страни, насловот е Во име на вистината. Најверојатно, во еден од медиумите, во скора иднина, во наставци ќе биде објавен, дали ќе е Курир, дали ќе е Нова Македонија, ќе видиме со кого ќе постигнеме договор и ќе дадеме малку по експертско видување што се случило, како се случило, зошто се случило, зошто не смеело да се случи и така натаму. Господине Славчо, уште еднаш голема благодарност за твојот труд за книгата што ја напиша, уште еднаш благодарност за твојата умешност за документаристика и истражувачки способности и уште еднаш браво за твоето толкување на фактите, документите и сведоштвата со мала, значи, непрецизност, каде, рековме, директни и индиректни причини ти ги немаш раздвоено и разјаснато, прв и втори извештај, ама тоа не менува дека ти направи едно големо дело, објави книга што никој досега ја нема објавена. Во оваа прилика сакам да се заблагодарам на семејството Трајковски, особено на госпоѓата Вилма, која за цело време на повторната истрага се соработуваше со експертите
Има и многу други луѓе, и од странство и од Македонија, но кога ќе почнеме да објавуваме вистината за несреќата, перфидно убиство или авионска несреќа, ќе ги спомнеме сите, најголем дел во позитивна конотација, а добар еден дел и во негативна конотација, бидејќи не си ја завршиле работата. Ти благодарам до нашето следно видување и лично мислам дека даваш голем допринос во реактуализацијата на расветлување како ни загина председателот Борис Трајковски. Кратко. Да. Само да надополнам дека веќе прибирам материјали за атентатот на господин Киро Григоров. Браво. Така да, не сум сгрешил што сум ти дал материјали. Да, мислам дека ќе стигнам до октомври месец за 30 години навршија. Да, до годишнината да направам и тоа да биде исто како ова монографија. Да. Еве, користам прилика ако до граѓанството, да ако има материјали автентични, точни докази. Ќе ти ја дадам книгата што е објавена на 15 години, ја добив од Ризанковски, еден прекрасен експерт со кого ќе соработувам на таа тема, ама отом потом. Да, да ми бидат доставени за да може да биде комплетна и таа монографија и да се расветли и тој случај ако можем да го разветлиме. Господине Славчо, ти благодарам, ти си препун со идеи, препун си со како да се расветлат некои работи, ама со право го правиш, бидејќи се работи за двојца председателот. Едниот беше баги повреден, да не речемо сакатен, а другиот загина. Македонија мора да се одолжи и на едниот и на другиот председател, и на Киро Григоров, и на Борис Трајковски, да знаеме вистината во првиот случај за атентатот, а во вториот дали е авионска несреќа или перфиден атентат. Почитувани гледачи, ова беше подкаст Радар. Се гледаме следниот петок. Довидување.